Добар ден, драги ученици, јас сум професор Стефани Видеска. Предавам во Средното општинско училиште гимназија Мирче Ацев, Прилеп, по предметот македонски јазик и литература. Овај пат го предавам материјалот за втора година, односно продолжуваме со темата наука за јазикот. Овој пат наставната единица ни е лингвистиката и другите науки. Потребни претходни знаења, ова ви се конкретни прашања од претходната наставна единица. Значи, што проучува лингвистиката? Лингвистиката беше науката што го проучуваше јазикот, што е споредбена филологија. Споредбената филологија беше науката која што се разви од филологијата и се разви во контекст да прави споредба помеѓу два различни јазици. Кои се разликите меѓу проучувањето на јазикот во 19 и 20 век, како што кажавме на претходниот час, во 19 век човекот бил свртен сам кон себе, додека во 20 век веќе излегува лингвистиката на површина и проучувањето на јазикот, да се наведи основниот предмет на лингвистиката, а тоа беше човековиот јазик и да се објаснат основните задачи на лингвистиката. Петтото прашање оставам целосно да го одговорите самостојно. Одам со новата наставна единица. Тука имаме човековата способност за заемно општење. Значи, јазикот не би бил ништо и не би бил функционален доколку човекот не би можел да го употреби. Тој го употребува токму преку општењето, односно пренесувањето на информации. Таа способност на човекот му дава можност да го употреби јазикот, можност да разбере некого и можност да биде разбран. Лингвистиката се поврзува со науки, чиј предмет на проучување се токму човекот, човековата дејност, комуникацијата. Значи, човекот не е главна цел на лингвистиката, бидејќи, како што кажавме, јазикот не би функционирал без човекот, но и човекот не би функционирал без јазикот. Човековата дејност, бидејќи јазикот е оној кој што ја поттикнува и кој што ја создава човековата дејност и комуникацијата која што е во непосредна врска со јазикот. Семиологијата. Овде објаснуваме што е науката за семиологија или семиотика. Таа е општа наука за знаците. Ги проучува сите видови знаци, ја проучува Фердинанд де Сосир и го кажува јазикот како несовршен систем од знаци. Таа е општа наука. Значи, повеќе за семиологијата би кажале дека кога веќе ги проучува знаците, таа има своја форма и своја содржина, бидејќи секој знак е составен од форма и содржина, или од означувач и означајно. Ги проучува сите видови знаци, бидејќи што и да се измисли, што и да дојде на површината, односно до видот на човековото око, тоа е знак за кој што тој треба да има осмислен поим кој што би можел да го каже со својот јазик. Јазикот на човекот е токму најсовршениот систем од знаци, бидејќи е организиран, систематизиран и синхронизиран за да можат да го употребуваат луѓето. Врската на лингвистиката со другите науки. Значи, тука имаме објаснато 3 врски, односно, сите тие на некој начин се поврзани со човекот, но го проучуваат на различен начин. Пример, науки што го проучуваат човекот како организм. Тука се спомнати антропологијата, биологијата, но имаме многу други поконкретни науки, поконкретни делчиња кои што го проучуваат човекот како организам, а притоа се поврзани и со лингвистиката, бидејќи за еден човек да може да говори, нам прво и основно не треба кај истиот тој човек да функционира неговиот нервен систем, да функционира мускулатурата и така да мора да го проучиме човекот како таков организам, за потоа истото да го поврзиме со лингвистиката. Се надевам дека сме јасни. Под 2 имаме науки што го проучуваат мислењето кај човекот и пренесувањето на информации. Значи, мислењето кај човекот го проучуваат следните науки: филозофија, логика. Најмногу околу тоа се занимава психологијата, бидејќи многу подетално и многу потемелно го проучува размислувањето кај човекот.
важна наука ни е кибернетиката, бидејќи кибернетиката е наука за машините, односно функционирањето на човекот и машините, врската меѓу човекот и машината. Една машина не би можела да функционира самостојно без наредбите на човекот. Па така да, човекот со својот јазик, со своите мисли, со својата лингвистика ја управува една машина, односно се појавува кибернетиката. Така функционираме во овој нов свет, во оваа нова технологија. Тука ни е и теоријата на информацијата, односно пренесувањето на информација. А за пренесување на информација, како што кажавме на претходниот час, што ни требаше? Ни требаше испреќач на информација, кој што ја испреќа информацијата преку одреден канал медиум, испреќа одредена порака, која што има своја форма и содржина преку одреден канал медиум до одреден примач. Значи, сакам да потенцирам кои се овие канали медиуми кои што треба да функционираат кај еден човек за да може тој да ја пренесе информацијата. Прво, кај испраќачот треба да бидат развиени неговите мисли. Јазикот, нормално, и при тоа можноста да ја искажи таа мислата, односно да зборува. Потоа, за да истата информација стигне до примачот, тој треба да го разбира јазикот кој што го употребува испраќачот пред се. Потоа, треба да работи кај него слухот, за тој да може да ја прими информацијата и при тоа мора да работи нервниот систем, односно мислите, за тој да може целосно да ја обработи таа информација. Под 3 имаме науки што ја проучуваат активноста на човекот во општеството, бидејќи нормално е лингвистиката и општеството да одат напоредно. Тие се социологијата, науката за литературата, естетиката, етнологијата, историјата, археологијата. Сите овие науки се поврзани со лингвистиката и градат врска меѓу човекот и лингвистиката. Врската меѓу овие науки и лингвистиката се остварува преку семиологијата. Семиологијата, да се подсетиме, беше наука за знаците. Значи, сите тие науки испраќаат некакви знаци кои што треба да ги обработи науката за јазикот, а тоа е лингвистиката, за да може да ги прифати човекот, односно да ги осознае во своите мисли. Значи, имаме неколку интердисциплинарни науки кои што се развиле токму преку по пат на лингвистиката и врската со нејзината врска со другите науки. Тоа е социолингвистиката. Социолингвистиката ви е наука која што го објаснува односот меѓу јазикот и човекот. Психолингвистиката, односот меѓу јазичното однесување и менталните процеси. Етнолингвистиката, односот меѓу јазикот и културата на средината во која се употребува истиот. Невролингвистика, функционирање на центрите на човековиот нервен систем што возможува усвојување и употреба на јазикот. Стигнавме до активноста која што ќе треба да ја изработите вие. За овој час имате изработка на видео во кое треба да вметнете движење, слики и текст. Видеото можете да го изработите преку некоја од програмите кои што се бесплатно понудени на интернет, но истото можете да го направите и само со снимање со вашите мобилни телефони. На тој начин ќе го објасните функционирањето на кибернетиката. Знам дека можете. Овој час го завршуваме со една мисла која што вели: ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав ден.